Нови откритија на преисториската наколна населба во Дојран. Последните археолошки истражувања ги потврдија претходните претпоставки на археолозите, дека наместо на една голема платформа, како што е случајот со населбата во Охрид, дојранската населба била изградена од повеќе мали платформи, поврзани со посебни дрвени мостови. Истражувањата спроведени оваа година овозможиле влез во самата структура на населбата, при што бил откриен објект поврзан со еден од дрвените мостови. Врз основа на остатоците од колци и кои што ги држеле платформите и објектите, како и мовчињата помеѓу нив, практично добивме материјална потврда за нашата претпоставка и нашата претходна теза дека населбата била изградена на тој начин што сите објекти биле засебни, поврзани со мостови помеѓу себе. За разлика од оние во Охридското езеро, кои што биле подигнати на една голема платформа, како што е тоа случај. Впрочем, реконструкцијата изведена во местноста Миќов град, односно и Врбник, кои што го потврдува тезата дека населбите биле на една голема платформа. Нашата, во Дојран, е со засебни платформи. Археологот Зоран Рујак, кој веќе една деценија ги води истражувањата на овој локалитет, оценува дека археолошката кампања спроведена оваа година е една од најуспешните досега, бидејќи се добиени значајни податоци за начинот на живење, развојот и функционалната поставеност на населбата, но и за причините поради кои таа во одреден историски момент страдала. Добивме потврда за одредени концепции кои што зборуваат како би организирана поставеноста на населбата. Имаме податоци за тоа какви биле естетските навики, духовните навики на населението и што е многу интересно, добивме потврда за тоа дека во еден момент населбата страдала од некои народи кои што најверојатно дошле од север. Врз основа на добиените резултати и археолошки наоди од преисториската населба, во Стар Дојран е планирана изградба на музеј на вода, реплика на наколната населба, со објекти реконструирани според конкретните истражувања. Завод и музеј Струмица веќе има изработено идеен проект за наоѓалиштето, а во текот на следната година е предвидено да се пристапи кон подготовка на основен проект, за кој е поднесено барање до Министерството за култура и туризам. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.